Стартуваме со дневникот на К1 телевизија. Информативната редакција и денеска ви ги пренесува актуелните случувања и настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Комунално уредување на урбаната заедница 8 ки изврши општина Неготино со финансиска помош од Европската инвестициона банка. ВМРО ДПМН вечерва ќе го избира новиот извршен комитет на партијата. Стартува 13-тото европско првенство. Нашата ракометна репрезентација утре игра со Словенија. Општина Неготино со финансиска помош од Европската инвестициона банка ќе изврши комунално уредување на урбана заедница 8. За таа цел распишан е тендер со кој ќе се избира најповолен понудувач кој ќе работи на изградба на комунална инфраструктура, улици, водовод, атмосферска и фекална канализација. Проектот изнесува повеќе од 340.000 евра. Во рамките на проектот водоснабдување и одводување на отпадни води на Министерството за транспорт и врски, од општина Неготино подготвена и поднесена апликација за уредување на дел од инфраструктурата во индустриската зона Урбана заедница 8. Истата е одобрена во Брисел во Европската инвестициона банка. Проектираната вредност е 20.840.000 денари, додека крајната вредност на проектот ќе се утврди по спроведување на тендерската постапка која е во тек и е објавена. Предмет на проектот е изградба на комунална инфраструктура, улици, водовод, атмосферска и фекална канализација. Општина Неготино работи на обезбедување на согласност од засегнатите страни за изведување на градежни работи предвидени со проектот во урбанистичка зона УЗ8. По изборот на најповолниот изведувач и конечната вредност ќе се отпочне со градежни работи, зашто општина Неготино ќе обезбеди и надзор за изведба на истите. Според последните објави на Државниот завод за статистика, продажните цени на производителите на индустријски производи во ноември 2017 година се повисоки за 0,4% на месечно ниво, а за 3,8% на годишно ниво. Продажните цени на производителите на индустријски производи во ноември 2017 година вкупно се повисоки за 0,4% на месечно ниво, а за 3,8% на годишно ниво, објави Државниот завод за статистика. Во ноември 2017 во споредба со октомври 2017 продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно се повисоки во секторот рударство и вадење на камен за 5,4%. Во секторот преработувачка индустрија за 0,1%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација се пониски за 2,6%. Според статистика, во ноември 2017 во споредба со ноември 2016 продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно се повисоки во секторот рударство и вадење на камен за 23,4%, во секторот преработувачка индустрија за 2,6%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација се пониски за 0,5%. Од 1 февруари почнува пријавувањето на новото производство на тутун за реколта 2018. Пријавувањето се врши во Министерството за земјоделство, односно подрачните единици каде што е местото на живење на производителот, независно каде се наоѓаат површините со тутун. Земјоделците треба да добијат и евидентен лист за производство со сите катастарски парцели на кои ќе садат тутун.
Од 1 февруари почнува пријавувањето на новото производство на тутун за 2018 година. Тутунарите пред да склучат договори за откуп, најдоцна до 31 март, мораат да го пријават новото производство за оваа година. Пријавувањето се врши во Министерството за земјоделство, односно подрачните единици, каде што е местото на живеењето на производителот, независно каде се наоѓаат површините со тутун. Земјоделците треба да добијат евидентен лист за производство со сите катастарски парцели на кои ќе садат тутун, според типови и количества и кои ќе се внесуваат во регистарот на земјоделските стопанства. До сега од ланската реколта се откупени повеќе од 18.000 тони тутун, со просечна цена од 209 денари за килограм. Според законот, преземањето на тутунот мора да заврши најдоцна до 15 март, иако годинава може да заврши и еден месец порано. За модерно откупен дистрибутивен центар за свежо овошје и зеленчук, овоштарите и градинарите може да добијат бесплатно техничка документација. Планирано е тие да бидат исклучиво за трговија со овошни градинарски производи. Според потребите на земјоделците, ќе можат и да се зголемуваат и прилагодуваат самите капацитети. Бесплатни типски технички проекти за изградба на откупно-дистрибутивни центри се достапни за заинтересираните земјоделци и задругари. Основниот проект предвидува објект со големина од 1000 квадратни метри и со 2 комори за ладење до 550 тони овошје или зеленчук. Во него се предвидени простории за прием, складирање и запакување на земјоделските производи. Центрите се наменски, исклучиво за трговија со овошни и со градинарски производи, кои ќе можат да се зголемуваат и да се приспособуваат според потребите на земјоделците. За изградба на овие капацитети може да се конкурира и за неповратна финансиска поддршка од ИПАРД програмата во висина од 50%. Техничкиот проект е бесплатен за сите кои се заинтересирани да инвестираат во ваков центар. Лозарите најавуваат протест за понеделник поради неплатено грозје. Нивниот представник Трајче Кулев денеска информираше дека на некои од нив им должат пари за грозјето од 2014 и 2015 година. Тој ги повика сите лозари кои имаат побарувања за неплатено грозје да дојдат на протестот и рече дека колку винариите останат глуви на нивните барања, ќе превземат порадикални мерки како блокирање на патишта. Протестот е пријавен и во полиција. Во близина на мостот кај село Уланци, Велешко, вчера на местото викано Горна Лака во водите на реката Вардар било пронајдено тело на маж во фаза на распаѓање. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Велес. Било констатирано дека се работи за 77 годишен маж со иницијали АН, кој бил пријавен за исчезнат на 4.12.2017 година. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било предадено на обдукција. Употребата на пиротехнички средства може да биде опасно по живот, а за ова го потврдува случајот каде 13-годишно момче од село Пепелиште, Неготинско, било повредено на левата рака од 2 петарди кои пукнале додека тој се обидувал да ги запали. Ова се случило во средата околу 21 часот и 30 минути, информираше денеска Веролјуп Дотевски, портпарол на СВР Велес. Момчето веднаш било пренесено во здравствен дом Неготино, а потоа упатено во општа болница Кавадарци, каде му била укажана медицинска помош и било пуштено на домашно лекување. Децата од детската градинка Рада Поцева денеска прославија во пресрет на христијанскиот празник Василица. Дечињата пеја василичарски песни и на себе носеа маски карактеристични за џоламарите. Преку песна побараа од заштитникот Свети Васили да се штити здравието, лозието и домот. Радоста со нив годинава ја сподели председателот на Советот Ристо Сакалиев.
Со песнички и маскирани како джоломари, децата од градинката Рада Поцева прославија во пресрет на христијанскиот празник Василица. Традиционално секоја година низ сите објекти во градинката се прославува празникот, а градоначалникот ги посетува и им доделува пригодни подароци. Радоста со нив годинава ја споделија председателот на Советот Ристо Сакалиев и представници од локалната самоуправа и им доделија подароци на дечињата. Големо задоволство му е денеска што во оваа атмосфера најмладите, најискрените ме пречекаа многу топло. Привилегијата ми падна мене ради отсутството на градоначалникот. Ја у име на градоначалникот и од име на Советот поделив по мали пакетчиња и ја видов програмата што децата ја направија феноменално. Јас сум фрапиран, сакам да бидам во ваква атмосфера. Се наоѓам меѓу овие младите деца, јас исто имам дома такви деца и се најдов како да сум со моите деца. Многу ми е мило. Градинката ги чествува сите православни празници и е иницијатор покрај модерните методи на образование да се следи древната традиција на македонскиот народ. Годинава изостана Василичарскиот оган кој беше дел од оваа традиционална прослава години наназад заради зголеменото загадување на воздухот. Ние континуирано овој празник си го одбележуваме. Денеска не запаливме оган, бидејќи внимаваме и за заштита на децата, односно да не го загадуваме воздухот. И за тоа денеска го одбележаме во самиот објект, меѓутоа пак си го одбележаме како што треба и поклоните му беа дадени од страна на председателот на Советот, бидејќи градоначалникот е одсутен. Дечињата гостите ги почестија со василичарски песни и нацртани на лицата со црни бои кои го символизираат бркањето на злите духови. Преку песна побараа од заштитникот Свети Василий да се штити здравието, лозието и домот. Василица. Василица, ама што значи? Ги бркаме лошите духови. А кои се лошите духови? Бактериите. Василица. Кои бе нацрта? Тетките. А зошто? Да ги избркаме лошите бактерии. Вие ги избркате? Да. Зошто ги избркате? Да бидеме здрави. Василица. Зошто се прави? Бактериите да избегат. Ова представува уште една метода преку која самите деца уште од најмали нозе се запознаваат со православната христијанска традиција и корените на своите родители и предци. Председателот на владата Зоран Заев со владина делегација на 25 и 26 јануари ќе учествува на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија. Светскиот економски форум е меѓународна организација која на светско ниво работи за воспоставување модел на корпоративно управување во кој вредностите се почитуваат еднакво како и правилата. Годишната тема на форумот е креирање заедничка иднина во поделениот свет. Вести од Македонија. ВМРО ДПМН вечерва ќе го избира новиот извршен комитет на партијата. Според информациите, претходно ќе биде свикан Централниот комитет кој треба да одлучи кој ќе членува во извршното тело на партијата. Според најавите, во новиот извршен комитет се очекува да влезат многу нови лица, а дел од постарите кадри да се повлечат. Измените во партиското раководство доаѓаат во време кога ВМРО ДПМН не учествува во работата на собранието, поради апсењето на 30 на лица за настаните од 27 април. Покрај кадровските, опозицијската партија најавува и статутарни промени во согласност со оние на европските народни партии. ВМРО ДПМН треба да избере и нов генерален секретар, а не се исклучува и можноста да бидат назначени и повеќе потпредседатели на партијата. Десет години од хеликоптерската несреќа кај Катлановско блаце, каде што загинаа 11 македонски мировници. На спомен обележјето свеќиња положија семејствата на загинатите, министерката за одбрана Шекеринска, делегација од Генералштабот, од кабинетот на председателот и од општина Илинден. Почит на нивните колеги им одадоа и припадниците на воздухопловната бригада на Арама во касарната Страшо Пинџур во Петровец. Скопското обвинителство истрагата ја затвори кон крајот на 2011 година без кривична одговорност, со образложение дека неубоченоста на пилотите за управување во сложени временски услови и лошото време биле главните причини за уривањето на армискиот Ми-17.
За семејствата, ваквиот наод е неприфатлив и бараат целосно расветлување на случајот. Силен земјотрес со епицентар во Босна и Херцеговина 30 км источно од Метковик во Хрватска бил почувствуван утринава во 3 часот и 20 минути. Земјотресот бил со јачина од 3,9 степени според Рихтеровата скала. Според податоците на Европско-медитеранскиот сейзмолошки центар, епицентарот на земјотресот бил на 54 км северно од Дубровник. Според хрватските медиуми, потресот се почувствувал и на југот на Хрватска на подрачјето на Макарска и Дубровник. За сега нема информации за материјална штета. Вести од светот. Председателот на САД Доналд Трамп ја откажа посетата на Велика Британија, што требаше да се оствари следниот месец. За време на посетата, Трамп требаше да ја отвори новата амбасада на САД во Лондон. Причината поради која ја откажав посетата во Лондон е дека јас не го поддржувам решението на администрацијата на Барак Обама да ја продаде за ситни пари една од најдобрите амбасади, која веројатно е на најдобра локација, само за да се изгради нова во Лондон, во оддалечен реон за 1,2 милијарди долари. Лоша сделка, нема да ја пресечам лентата, објави Трамп на Твитер. Според Guardian, Трамп ја откажал посетата поради стравување од масовни протести. Британскиот премиер Тереза Меј го покани Трамп во државна посета при средбата во Белата куќа минатата година. Активисти се заканија дека ќе организираат масовни протести, а пратеници бараа да не се дозволи Трамп да зборува во парламентот. Турција издала предупредување до нејзините државјани да не патуваат во САД поради зголемената опасност од терористички напади, информира Дейли Сабах. Како што наведува медиумот, предупредувањето денеска го издало Министерството за надворешни работи. Оттаму исто така предупредиле дека турците може да се соочат со незаконски притвор, вклучувајќи ги и државните службеници кои патуваат службено во САД. Официјална Анкара наведува дека предупредувањето е издадено со оглед на зголемениот број на бомбашки напади, напади извршени со возила во толпа, напади насочени кон градските центри и културни настани, метростаници, јавни згради па дури училишни кампуси. Министерството ги споменува неодамнешните напади во кампусот на Универзитетот во Охајо, џамијата Дал Ар Фарук во Минесота, црквата во Тексас и подземната железница во Њујорк, како пример за терор и екстремно десни расистички инциденти. Денеска имавме претежно облачно време со слаб локален дожд во западните и јужните делови, а на планините со слаб снег. Проследен со слаб во западните делови умерен ветер од источен правец. Температурата се движеше од 3 до 9 степени. Од сабота кон крајот на денот ќе има спуштање на постудена воздушна маса, што во следните 2 дена ќе услови врнежи од снег и во некои котлини, особено во северните делови. Врнежите ќе бидат со слаб, а повремено наместа со умерен интензитет. Со метеоинформациите го завршуваме дневникот на К1. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно!